во денешниот дневник на ТВ ке гледате. Охрид го чествува ликот и делото на преродбеникот и поет Григор Прличев. Обвинување за струшката локална власт за неспроведување на препораките на УНЕСКО. Украдени и оштетени новозасадените дрвца на патеката кон Горица. Потребно е да се градат велосипедски патеки, но и да се работи на безбедноста на истите. Катастрофални земјотреси во Турција и Сирија, Македонскиот Црвен крст повикува на солидарност. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес постуденото утро, времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровите и многу студено, бе измерени максимални само -2 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник, ведро со локална облачност, ветровито и студено. Утре над најголем дел од Европа времето претежно сончево со локална облачност и многу студено, дожд и снег се очекува да врне над Пиринеите и крајниот југоисток од Европа, освен над Скандинавија. Насекаде во Европа се очекуваат температури под повеќегодишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и студено, максималните дневни температури во интервал од -3 до +6 степени Целзиусови. И во Македонија во вторник ледено утро со појава на умерен мраз и утренски температури во интервал од -15 до -3. Во текот на денот ќе биде сончево со локална облачност и ветровито и студено со дневни температури во пораст во однос на денешните. Максималните дневни од -4 до 5 степени. Во Охрид во вторник студено утро, температури од -8 степени, во текот на денот сончево со локална облачност и студено време со североисточен ветер. Максималната дневна температура 0. Во среда, четврток, петок во Охрид ледени утра со температури од -9 степени, во текот на денот сончево и малку потопло време со благ пораст на дневните температури кои ќе бидат од 1-2 до 4 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Нашата приказна. Како започна љубовта со Тамаро за денот на влюбените. Раскажете ни ја вашата приказна. Како започна вашата љубов и Тамаро и пријателите ве наградуваат со вредни награди. Ноќевање за двајца во Крушево, романтична вечера за двајца и пакет вино. Уште и бројни помали награди и подароци на Супер Радио. Што треба да направите? Нашата екипа до Свети Валентин ќе ги посетува најголемите маркети на Тамаро. Доколку ве одбере, раскажете ја вашата приказна и бидете дел од нашата приказна. Приказна во која ја славиме љубовта. Тамаро за денот на влюбените.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓани остануваат верни на делото на поетот Григор Прличев. Остануваат нераскинлива врска меѓу сегашноста и минатото, неговите пораки. За добробит и достоинство на Македонија да ги следиме Прличевите мисли, подсети беседникот доктор Александра Ѓуркова. Од темнината која завладеа во овој свет, не сакајќи, изгубивме секаков ред. Охрид го чествува делото на Григор Прличев. По повод 130 годишнината од неговото упокојување беше положено свежо цвеќе пред спомен бистата и се одржа панихида на неговиот гроб во непосредна близина на црквата Свети Богородица Перивлепта. Во чест на големиот охридски поет и преродбеник беа доделени наградите од конкурсот за основците од училиштето што го носи неговото име и традиционалните Прличеви беседи во родната куќа на поетот. Наградите од конкурсот ги добија ученичките Фросина Апостоловска од оделинска настава и Елена Филчовска од предметна настава. Наградите им ги врачи охридскиот градоначалник Кирил Пецаков, кој истакна дека остануваме верни на традицијата со која одаваме почит на творештвото на македонскиот преродбеник и поет. Ликот и делото на Прличев остануваат нераскинлива врска меѓу сегашноста и минатото. Представуваат своевиден пример кој ни дава сила во нашите напори за подобро утро на новите генерации, истакна Пецаков. Им честитам и им се воодушевувам на младите генерации кои творат и добиваат награди за своите написи посветени на ловороносецот. Се надевам и посакувам помеѓу овие ученици кои се денес тука со нас да се истакне некој нов уникатен уметнички талент кој ќе го негува Прличевото дело и ќе ја надополни богатата литературна ризница на Охрид. Беседникот доктор Александра Ѓуркова во рамките на манифестацијата подсети на Прличевите пораки, проникнати од човечкото минато и искуство за иднината. Ѓуркова порача да ги следиме тие пораки и мисли за повеќе да придонесеме за добробит и достоинство на Македонија. Имаме многу да учиме од нив во времиња кога македонската држава е поставена пред бројни предизвици и неправди. Има ли подобар момент да се свати пораката за слога и храброст и за општиот закон, чувај се. Само преку слога, разбирање и образование еден народ може да ја покаже својата вредност, достоинство и достојност кон минатите генерации и да даде пример за оние што доаѓаат. Градоначалникот Кирил Пецаков врачи 2 изданија од автобиографијата на Григор Прличев, отпечатени во Брајавото писмо на Националната установа библиотека Григор Прличев и на Сдруженијето на слепиот Охрид. Во рамките на годинешните Прличеви беседи на Централната свеченост посветена на годинешниот лауреат е врачена наградата за најдобра поема што го носи неговото име. На свеченоста посветена на најдобриот поет за 2022 година се читаше наградената поема Коњски житија на лауреатот Зоран Анчевски. Отворена е изложба на ликовни дела од колекцијата на Националната установа Центар за култура Григор Прличев. Манифестациите по повод јубилеот ќе бидат заокружени со традиционалната свечена приредба на основното училиште во Охрид што го носи името на патронот Григор Прличев. Звездо наша, што сме родени, живееме и гордо чекориме во твојот и мојот прекрасен град. Измина рокот за спроведување на препораките на УНЕСКО. Општина Струга не презеде никакви активности, обвинува опозицијата. Велат продолжи претераната урбанизација и узурпација на атрактивните локации во градот, а не е изработен регистар на дивоградби. Полицијата изминативе неколку месеци поднесе повеќе кривични пријави за узурпација на плажите. Измина рокот за спроведување на препораките на УНЕСКО. Струга не презеде конкретни активности, обвинува опозицијата. Не е изработен регистар на дивоградби, кој според неофицијалните бројки ја надмина бројката од 1000. Продолжува претераната урбанизација, но и узурпација на атрактивните локации на крајбрежието. Не се уриваат платформите во вода, а угостителските објекти на плажите работаат преку целата година. Кога станува збор за општина Струга, како ние да сме во некоја друга држава, законите од Република Македонија овде не се применуваат и не важат. Ова особено се однесува на законот за градење. Во Струга има илјадници бесправно изградени објекти. Имаме
плажите се буквално узурпирани, нема ниту едно слободно место. Полицијата изминативе неколку месеци поднесе повеќе кривични пријави за узурпација на крајбрежието и нелегално поставување на урбана опрема на плажите. Во однос на ова казнено дело во текот на изминатите 2 години на подрачјето на Струга поднесени се 6 кривични пријави против 9 лица, додека на подрачјето на Охрид поднесени се 14 кривични пријави против 22 лица. Невладините апелираат покрај полицијата и надлежните инспекцијски служби треба да се заложат да ја спречат узурпацијата на јавните површини во градот. Од општина Струга велат угостителските објекти на плажите имаат договори и плаќаат закупнина на општината. Украдени и оштетени дрва кај патеката кон Горица. Вандалскиот чин го констатираа надлежните служби на локалната власт, кои деновиве беа на увид при што беше констатирано дека од 123 засадени стебла од видот врба и даб, на овој потек 3 дабови дрвца се украдени, а 4 скршени. Младите стебла беа засадени во месец декември минатата година и беа предвидени со проектот на Светска банка за реконструкција на улицата Македонски просветители. Согласно проектот, за едно пресечено дрво требаше да се засадат 3 нови. Од вкупно 219 стебла, 96 се засадија на реконструираната улица, а останатите 123 на потегот од скейт паркот до Инекс Горица. Од општина Охрид најостро го осудуваат чинот на крадење и кршење млади дрва на просторот од скейт паркот до хотелот Инекс Горица. Должината на велосипедски патеки во Охрид се зголемува, но паралелно треба да се работи на унапредување на безбедноста во сообраќајот на велосипедистите. Препреки, контейнери и возила го отежнуваат движењето и создаваат чувство на небезбедност кај велосипедистите, за што говорат и статистиките на СВР Охрид. Од општината не одговорија на поставените прашања за визијата на локалната во однос на велосипедската мрежа во градот. Велосипедската мрежа во Охрид се зголемува, но треба да се унапреди безбедноста во сообраќајот на велосипедисти. На поголемите улици во градот се исцртани и обоени велосипедски патеки, но истите не се одвоени од коловозите со рабници и столпчиња. Некои патеки веќе се избледени и без вертикална сигнализација, попречени со контейнери или континуирано блокирани од паркирани возила. Јован Јовановски од велосипедскиот клуб Екодром вели дека има поместување на состојбите во однос на минатите години, но уште многу треба да се работи за да се достигнат европските стандарди на безбедност. Јас не се чувствувам безбеден, затоа што сообраќајната култура ни е се уште за жал на ниско ниво, ради возачите на автомобилите, не почитуваат нас велосипедистите, не сите од велосипедските патеки се комплетно безбедни, затоа што имаме одредени препреки на самите велосипедски патеки, во смисол на знаци, континери и такви работи. Особено на булеварот Туристичка и покрај тоа што имаме добра велосипедска патека, од наеднаш се појавуваат само континери. Мислам дека треба да имаме малку по-детални сообраќајни решенија за велосипедските патеки. Незавидната положба на велосипедистите како учесници во сообраќајот е нотирана и во статистиките на Охридската полициска станица за безбедност во патниот сообраќај. Во текот на минатата година на подрачје на Охрид во 16 сообраќајни незгоди во кои учесници биле велосипедисти. 6 од нив се здобиле со тешки телесни повреди. А зачестена е појавата и на непрописно паркирање на моторни возила на велосипедски патеки и на други јавни површини, зашто само во месец јануари годинава поднесени се 24 пријави. Стефан Димовски, портпаролот на секторот за внатрешни работи Охрид, апелира на поголема култура на безбедноста на велосипедистите и пешаците како ранлива категорија учесници во сообраќајот. Сакам да напоменам и да апелирам до возачите пред се да внимаваат посебно на велосипедистите како учесници во сообраќајот, бидејќи се напоменувам ранлива категорија учесници и од една страна, а од друга страна очекувано е да се зголемува и бројот на велосипедски патеки на подрачјето на општина Охрид со оглед дека урбаниот велосипедизам зазема се поголем замав и дека се почесто велосипед возат не само охриѓани, туку и туристите кои што доаѓаат на Охридско-Струшкото крајбрежје. Апелирам уште еднаш и до возачите секако дека
ќе има и понатака и предупредување, но и казнување доколку се продолжи со ваквата појава на непрописно оставање и паркирање на моторни возила на коловози, велосипедски и пешачки патеки. Редакцијата на ТВМ телевизија до општина Охрид постави прашања поврзани со градската велосипедска мрежа, но оттаму не ни одговори. Не добивме одговори на прашањата каква е визијата на локалната во однос на велокултурата. Не добивме одговори за состојбата на моменталните велосипедски патеки, за велосипедските патеки кои со заштитни столпчиња не се одвоени од коловозите и што се прави во таа насока. Исто така не добивме одговор на прашањето дали и колку нови патеки се предвидени за изградба во 2023 година и дали на улиците кои се приоритет за реконструкција во тековната година се предвидени велосипедски патеки. Особено на улицата 7 ноември, која е во програмата на Фондот за комунални дејности за оваа година, а каде има можност во двата правци по една од двете пешачки површини да се адаптираат во велосипедски патеки, зашто впрочем во минатото имаше и граѓански предлози. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,67%. Малопродажните цени на бензините Еуро Супер БС 95 и Еуро Супер БС 98 се намалуваат за 2 денари по литар. Малопродажните цени на Еуро Дизел и на екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за 1,5 денари по литар. Од полнок максималните цени на нафтените деривати ги изнесуваат 82 денари по литар на моторен бензин Еуро Супер БС 95, моторен бензин Еуро Супер БС 98 ке се продава за 84 денари по литар, Еуро Дизел БС 78,5 денари по литар. Екстра лесното масло за домаќинство ке се продава за 77 денари за литар. За 0,065 денари за килограм се зголемува малопродажната цена на мазутот и ке изнесува 41,411 денари. Македонскиот Црвен крст со повик за солидарност и помош за настраданите во Турција и Сирија по серијата страшни земјотреси. Црвениот крст на Република Македонија отвори сметки за донации за помош на населението во Турција и Сирија по катастрофалните земјотреси што ги погодија денеска. Црвениот крст на Македонија е во комуникација со турската црвена полумесечина и сириската арапска црвена полумесечина, на кој веднаш им беше понудена првична помош. Сите заинтересирани правни субјекти и граѓани можат да донираат парична помош на сметката на Фондот на солидарност на Црвениот крст на Македонија 300 50 132 7966, даночен број 40 30 98 42 71 620, АД Комерцијална банка со назнака помош за населението во Турција и Сирија, како и да се донираат 100 денари со повик на телефонските броеви 143 400 на Македонски Телеком и А1. Црниот биланс на загинати постојано расте. Според последните информации, низ Турција и Сирија животот го загубиле над 1500 лица, а близу 10.000 се повредени. Во тек е спасувачка операција. Двајца ученици од Македонија, кои се дел од група од земјата која престојува во Турција, се повредени во катастрофалниот земјотрес која погоди земјата. Едниот ученик е со скршеница за која доби медицинска помош, додека вториот ученик е со полесни повреди. Ниту еден од учениците и менторот не е во животна опасност, информира Министерството за надворешни работи. Македонското Министерство за надворешни работи засега нема информации за други повредени или евентуално загинати македонски државјани. Од МНР информира дека стапиле во контакт со амбасадата на Северна Македонија во Анкара и Генералниот конзулат во Истанбул, кои се во постојана комуникација со турските надлежни институции. Дипломатско-конзуларните представништва на земјава се на 24 часовно располагање за наши државјани за сите евентуални прашања, велат од МНР. Министерството го објави СОС телефонот на МНР во Скопје 389 75 273 732. Македонскиот државен врв изрази сочувство до турскиот претседател и турскиот народ по силните земјотреси. А во продолжение следуваат и вестите од светот. Силен земјотрес со јачина од 7,8 степени според Рихтеровата скала ги погоди југоисточна Турција и Сирија рано утро во уривајќи поголем број згради.
Медиумите јавуваат за веќе илјадници мртви и повредени, но стравувањата се дека бројот на жртви ќе биде многу поголем од моменталните бројки. Разорниот земјотрес е регистриран во јужната погранична провинција Газиантеп, кај градчето Нурдаги. Жртви од земјотресот има и во Сирија. 18 автершокови се случили на погоденото подречје, регистрирани се земјотреси над 5 степени. Спасувачките екипи се на терен, првите снимки покажуваат разурнати згради од кои спасувачите извлекуваат повредени луѓе. Земјотресот бил почувствуван дури до Каиро. На сириската страна на границата ги погодил регионите под контрола на опозицијата, во кои има околу 4 милиони сиријци раселени од други делови на земјата поради долгата граѓанска војна. Според Американскиот сеизмолошки институт, катастрофалниот земјотрес се случил во 4 часот и 17 минути по локално време на длабочина од 17,9 километри. Првите прелиминарни податоци покажуваат дека само на југот на Турција се уништени или урнати 130 згради. Уривањето на згради е забележано во Сирија, но засега нема детални информации за тоа. Кога осамнало утрото, обемот на уништувањето предизвикано од земјотресот на југот на Турција бил прикажан како ужасни слики, како да е апокалипса по бомбардирање. Во некои градови цели згради се ретки, додека повеќето се урнати или срамнати со земја. Освен Газиантеп, најлошо настрадал Искендерун градот, каде буквално биле урнати и срамнати со земја повеќето згради. Има информации дека пожарникарите и спасувачите не можат да стигнат на секое место, бидејќи се урнати голем број згради и објекти. Се стравува дека бројот на жртвите ќе се мери со илјадници. Се чини како за миг трагедијата која ги погоди Турција и Сирија да го смири светот. Жозеп Борел, највисокиот дипломат на ЕУ, на Твитер објави дека Унијата од 27 земји е подготвена да им помогне на Турција и Сирија по разорниот земјотрес во кој загинаа илјадници. Американскиот претседател Џозеф Бајден и нареди на Агенцијата за меѓународен развој на земјата да процени како може да помогне, а Русија вели дека подготвува спасувачки тимови за да одлетаат во Турција да им помогнат на жртвите од земјотресот таму, како и во соседна Сирија. Мајка и нејзините 7 деца на возраст од 2 до 14 години загинаа во пожар кој зафатил нивна куќа во северна Франција, соопштија полицијата и пожарникарите. Пожарот избувнал по полноќ во семејна куќа во градот Шрли-Сур-Ман, околу 80 км источно од Париз. Сопругот на жената, татко на 3 од децата, се здобил со изгореници и е хоспитализиран. Американската армија потврди дека трага по остатоците од кинескиот надзорен балон кој беше соборен на територијалните води на САД во Атлантикот во близина на брегот на Јужна Каролина. Официјален Пекин го повика Вашингтон дополнително да не ја ескалира ситуацијата и да не презема активности кои им штетат на кинеските интереси, повторувајќи дека се работи за цивилен воздушен балон кој случајно залутал во воздушен простор на САД. Инцидентот дополнително ги заостри веќе затегнатите односи меѓу двете земји и го натера Вашингтон да ја откаже планираната посета на државниот секретар Ентони Блинкен на Пекинг. Потрагата по балонот се спроведува за да се утврди какви шпионски активности вршила Кина, иако некои американски официјални лица тврдат дека балонот не ја загрозил националната безбедност на САД. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.